Последните денови од август охридските плажи се уште се полни, каде се бара спас од топлото време. Таква беше сликата деновиве и на плажата Сараиште во стариот дел на Охрид. Времето супер, гледате, тенува времето, ми се погоди цело време убаво. И водата е прекрасна, убава, редовно до Охрид на оваа плажа. Охрид, затоа што е феноменално за одмор. Охрид одличен за одмор, одлични се и луѓето овде, чисто, мирно, убаво е. Јас сум прв пат овде, но кумовите често доаѓаат и ни предложија да дојдеме да видиме како. Различено и низ чаршијата, сместувачките капацитети бележат добра исполнетост, собствениците на бизниси тријат раце од добрата заработка. Да, сега сме крај на август, а во последниве 30 години од осамостојањето толку многу туристи во овој период немало. Михаил Филев, кој има дуќан за продажба на традиционални охридски бисери, вели дека е задоволен од тоа како поминува оваа туристичка сезона после години на стагнација поради ковид пандемијата и војната во Украина. Силно можам да кажам дека прометот се врати, односно и посетеноста како во 2019 година пред короната, со она што кажаме дека само азиските туристи и од Русија и Украина поради конфликтот, а другото се враќа во нормала. И собствениците на пловни објекти велат дека летово имале многу работа. Ова лето беше навистина добро, имавме доста туристи од различни земји. Ние им нудиме овде пократки шетни од половина час, еден час, Светинаум, заливот на Коските, Радожда, Калишта, кај што има стварно што да се види. Освен организирани групи со странски туристи, летово имаше доста индивидуални гости, кои освен Охрид ги посетуваат и останатите балкански држави. Може да се каже дека полека се враќаме на 2019 година. Меѓутоа, спрема досега што е остварено и од тоа што е досега реализирано, може да кажеме дека ова е една од подобрите, можеби најдобрите туристички сезони што Охрид ги имал досега. Најбројни се гостите од Турција, Полска, Холандија, но и оние од Србија. Се очекува, значи, полските туристи да достигнат бројка околу 7-8 илјади гости. Холанѓаните некаде да имаат бројка околу 10 до 11 илјади ноќевања. Меѓутоа не се само тие, тука се и англичани, и белгијци, значи чартери од Англија, од Белгија, од други дестинации. Оваа година имаме повеќе ноќевања и до крај на годината ќе се действува како што се действува, има доста најави за септември и за октомври, значи ќе имаме и есенска сезона добра. Но за повеќе гости државата мора да ја подобри инфраструктурата до Охрид. Час поскоро автопатот мора хитно да биде решен. Тука ќе биде протокот на туристи зголемен за 50% и од домашните и од странските туристи. Ќе мора ние да донесеме и еднозвучно име од хотелските ресорти како Шератон. Мораме ние тука да се бориме кој ќе дојде прв од тие инвеститори. Тоа ќе биде иницијална каписла да ги повика и другите. Веќе Охрид ќе има нова структура. Кога би имало еден убав пат, кога Скопје би бил не помалку од 2 сати оддалечен, мислам дека ќе има доста и викенд туризам во овие делови, затоа што има што да се понуди, веќе има доста хотели, спа центри. И локалните власти велат дека оваа туристичка сезона поминува одлично и ќе трае најмалку до 15 октомври. Очекуваат повеќе од половина милион евра директен приход од туристичка такса во касата на општината. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.